Доктор Зузана Тополинска во нејзиниот Скопски дом. Вие веќе 8 години перманентно живеете тука во Скопје. Пред тоа доаѓавте повремено. Кога за прв пат дојдовте во Македонија и која беше причината што ве донесе тука? Прв пат бев во Македонија на есен 59-та година. Јас тогаш бев тазе докторирана, а темата на докторската дисертација ми беше акцентскиот систем во полскиот јазик, стандардниот јазик и говорите. Посебно се занимавав со севернополски кашубски говори, каде што до ден денешен акцентот е подвижен. И единствена паралела на таков тип акцент во словенскиот јазичен свет е Источна Македонија. Па посакав на своји уши да го слушнам и кога ми се даде прилика, кога се запознав со професорот Блаже Коневски, кој тогаш беше ректор на Скопскиот универзитет, тој ме покани, дојдов и од кога дојдов беше готово. Вие важите во круговите на славистите и лингвистите како научник кој што превзел повеќе обврски можеби на македонските лингвисти во откривање и проучување. Вие на некој начин извршивте можеби некоја пионерска работа во сето тоа, превземајќи еден дел од нивните истражувања врз себе. Зошто го направивте тоа? Па јас не би го формулирала така, тоа е многу речено. Јас правев она што најмногу ми беше интересно, а се случи така среќно дека сум јас синтаксичар, а токму синтаксата овде била релативно малку обработувана порано. И плюс, мислам дека јас имам таа голема предност дека ја гледам, како инаку сите македонисти од странство, дека го гледам јазикот од надвор. Па ми паѓат во очи некои работи кои вам ви се природни, а мене врз фонот на другите словенски јазици ми се необични и посебно интересни. Тоа на некој начин покажува колку вие можеби и имате некоја природна надареност за откривање на тие специфики. Кога тоа прв пат го почувствувавте во себе и која беше причината да се определите за еден ваков вид на научни истражувања? Па јас на матура немав ни представа дека човек може да биде лингвист и што значи тоа. Јас отидов на студии со идеја да бидам театарски режисер. А бидејќи тоа тогаш во Полска барало да се запише прво некоја филологија, запишав полска филологија и во текот на студиите разбрав дека оно што ме привлачи на вистина е токму јазикот, механизмите на јазичната комуникација. А сум имала голема среќа дека и во Полска и потоа во Македонија се најдов во раце, мислам, на најдобри специјалисти.
течеше таа соработка? Соработката почна со првото доаѓање, мислам соработка во смисла контакт и меѓусебен интерес. Меѓутоа, дури во 64-та година се роди идејата во Полска да организираме еден колектив во Славистичкиот институт на нашата академија, кој би се занимавал со македонската синтакса. Јас бев шеф на колективот, тој бил малечок на почеток, бевме двајца, потоа тројца. Меѓутоа, собравме една прилично голема картотека. Потоа, за жал, јас требаше да го напуштам оној институт, ама и јас и моите млади асистенти, што тогаш почнале работа со мене, веќе останавме со таа проблематика. Така што сега тој институт функционира и покрај тоа што вие не сте таму, туку сте овде во Скопје, нели? Значи, она што беше на почеток колектив за обработка на македонската синтакса, потоа прерасна во еден колектив за јужнословенската синтакса воопшто, а сега таму се издвоени неколку мали ќелии, меѓутоа интерес за македонскиот јазик остана, иако морам да кажам дека јас со моето пренесување во Институтот за полски јазик на Полската академија, тој институт го инфицирав со македонистички интереси и сега практично најмногу теми, најмногу проекти што го засегнуваат македонскиот јазичен материјал се лоцирани токму во Институт за полски јазик. Таму ја обработуваме конфронтативната тема. Имено ние од почетокот на меѓусебните контакти со професорот Божидар Видоевски почнавме со обработување еден голем проект, граматичка конфронтација на македонскиот и полскиот јазик. Ова е посебно интересна работа, бидејќи тие јазици во оквир на словенскиот јазичен свет се максимално оддалечени и затоа дозволуваат многу типолошки генерализации. Излегоа многу наши стати, излезе прва книжка од серија, се надеваме, двете наредни се подготвени за печат, а и иницииравме една серија, тоа не ви го покажав, иницииравме една серија списание, тоа се вика Студија лингвистика полоно-југославика и го издават трите академии, македонската, полската и Академијата на Босна и Херцеговина. Веќе е излезено 5 броја, 6-тиот и 7-тиот се во печат, 8-тиот моментално во Скопје го собираме, така што имаме многу изданија како плод на таа соработка и јазична конфронтација. Вие во еден период од својот живот боравевте и во Соединетите Американски држави. Кој беше поводот за тој ваш престој таму? Па, 2 пати бев канета. 67-та година бев таму како визитинг професор по словенска филологија, а потесно тоа беше нешто што на University of Chicago, бидејќи таму бев професор, што таму се викаше Minor Slavic Languages и од мене се очекувало да држам предавања по лужички, полапски и полските кашубски говори. Значи, оно што се најмали јазични единици во западнословенскиот свет. Вториот мој престој во Америка беше 88-89 година, кога бев поканета на UCLA во Лос Анџелес и тука се очекуваше од мене да држам курсеви не само по западно, ама и по јужнословенски јазици. Пред се тоа требаше да биде синтакса, споредбена синтакса јужнословенска со македонска проблематика во центар. Значи, тоа беше вашиот втор престој таму. Да. Инаку,
Какво е вашето чувство, мислам, од тие ваши контакти што сте ги имале во Америка, во Соединетите Американски држави, за интересот за јужнословенските јазици и за македонскиот јазик? Кај колегите кои што се специјалисти во тој домен, во тоа подрачје, интересот е голем и добијаме од таму многу драгоцени работи. Меѓутоа, моментално, што се вика, славистичкиот бум помина во Америка. И полонистика, и јужна славистика е сведена практично на одделни студенти. Моите колеги сега ми вика дека работат со по еден, со по двојца студенти, а така си работев и јас таму. Изгледа дека и од финансиски и од други причини намален е моментално воопшто интересот за словенските јазици, за славистиката. Меѓутоа, јас колку што знам, таму има имиња во тие кругови на лингвистите кои што доста здушно се занимаваат со работа околу јужнословенските јазици. Ние, кога разговаравме, го спомнавме професорот Фридман, кој што смета дека централен некој јазик во тие јужнословенски јазици секако дека е македонскиот. Што мислите вие? Дали само географската положба го направила тука или има и некои други специфики кои што го наметнуваат сето тоа? Па, мислам дека добро ќе го интерпретирам професорот Фридман ако кажам дека македонски е нешто посебно поради својата најчиста во словенскиот свет балканска структура. Тоа е нешто многу интересно, не само за слависти, ама и за балканисти, не само за балканисти, ама воопшто за лингвисти, за сите типолози. Професорот Фридман спаѓа меѓу најдобри балканисти кои ги владеат практично и ги обработуваат теоретски сите балкански јазици. Македонскиот се наоѓа во срце на Балканот и тука најдобро можат да се следат и да се изучуваат интерференции меѓу одделните балкански јазични системи. Дали е тоа причината што и многу полски лингвисти, слависти се интересираа за презентација на македонскиот говор? Сигурно тој специфичен карактер на македонската јазична структура е тука од големо значење. Меѓутоа, јас би рекла дека во Полска се работи и за една традиција, што многу си ја цениме и ја поштуваме. Тоа е традиција започната во 30-тите години, кога професор на Јагелонскиот универзитет Мјечислав Малецки се најде во Југославија и меѓу другите говори посака да ги изучува и македонските. Заправо неговите работи врз македонскиот јазик се однесуваат на говорите во Солунско, на селата Сухо и Висока во Богданско. Малецки исто така бил меѓу првите лингвисти и слависти кои во нашите специјалистички списања еднозначно се изјасни за македонски како посебен јазик. Потоа, за време на германската окупација на илегалниот Јагелонски универзитет во Краков, меѓу учениците на Малецки се нашле идните професори Збигнев Голомб и Алфред Заремба. Збигнев Голомб со години веќе е професор во Шикаго на славистичка катедра. Тој е член меѓу првите странски членови на Македонската академија на науките и уметностите. Има печатено доста во Скопје, познат е во таа средина. Покрај чисто македонистички работи, има дадено и една монографија на влашкиот крушевски дијалект, која многу е барана во светот. Таа е една од малкуте модерни монографии.
so ova taka narečena rumunska problematika. Viktor Friedman, što go spomnavte, je učenik Tokmuna, profesor od Golomb. Polska tradicija ta prodolži. Mislim, so mene i moji te učenici i kolegi momentalno 3 visoki školi polski sorabotuvat so Skopskio centar i dosta na široko sorabotuva Polskata akademija na naukite so Makedonskata akademija. Nekoliko projekti zajednički se votek. Вашите интересирања во однос на македонскиот говор? Која е вашата специјалност, така да кажем? Јас ви реков дека сум пред се синтаксичар. Да. Значи, од кога завршив со акцентската проблематика, но тебе не морам да кажам дека не сум завршила дефинитивно, бидејќи наредната тетрадка од конфронтативната полско-македонска граматика, што професор Видојски и јас ја имаме веќе подготвено, треба само да се сошијат македонскиот и полскиот дел, е посветена токму на акцентските системи. Значи, се вратив и на таа проблематика. Инаку се занимавам со синтакса и вклучена сум во еден проект на Македонската академија, кој има за цел сестрана обработка на јужномакедонските говори во Албанија и во Грција. Па јас веќе неколку години работам во една обемна синтакса на јужномакедонските говори. Имам ракопис скоро 500 страни и веќе го гледам крајот, ама мислам дека уште барем 100 странички ме делат од крај. Таа е фасцинантна работа, ама и прилично тешка за мене. Јас практично другите балкански јазици не ги владеам. Имам собрано голема библиотека и скоро секој проблем мора да го изучувам врз тој балканистички фон, што понекогаш представа проблем со незнаење практично на јазиците. Ова навистина е огромен еден труд кој што вие го правите и за сето она што вие досега сте го направили и што понатаму еве ќе го правите, македонскиот народ на некој начин и ви се одолжил со некои признанија. Вие скоро добивте и наградата 11 октомври како признание за се она што вие сте го направиле во својот живот на научник и лингвист. Исто така вие ќе бидете закитени со едно големо југословенско признание за овие врски кои што ги воспоставивте, за поправо кои што ги продолжувате во тие односи на Полска и Југославија и со акцент на Македонија. Па, ете, сега вие живеете тука во Скопје. Вашата мајка исто така живееше тука со вас. Таа, ете, за жал, почина и таа е закопана тука во Скопје. А во една наша стара македонска поговорка стои дека таму каде што ти е гробот, таму ти е татковината. Па, сигурно Македонија јас ја сметам својата втора татковина. И тоа татковина по избор, што е, мислам, дури поважно од она што ни е наложена со раѓањето. Инаку се разбира, врзана сум за Полска, многу врзана. Би сакала да кажам дека Македонија ми станала блиска поради топлиот дочек овде.
Јас пред да сум се определила за македонистичката специализација, прошетав доста славистички центри и таков дочек како овдека не најдов никаде. Мислам пред се на чисто човечката топлина, а како второ, што во мојата ситуација би требало можеби и да биде прво, јас овде сретнав специјалисти од моје подрачје, што не само убаво ме дочекаа, не само ми овозможија да го обработувам македонски материјал, што не е толку едноставно само по себе, бидејќи многуте други центри се доста монополистички расположени и нерадо на странци дават свој материјал на располагање. Значи, ми се даде на вистина можност тука да се најдам во раце на многу добри специјалисти, на лингвисти со светски меѓународен реноме. Тоа се професорите Блаже Конески и Божидар Видоески. И сите тие години јас соработувам со нив и учам од нив. Практично најтесно соработувам со професорот Видоески, бидејќи и полско-македонската конфронтација и описот на македонските говори не врзува работно, а инаку ние сме и коавтори на полско-македонски и македонско-полски речник, кој сега неодамна е објавен во копродукција полско-македонска. Тој речник брои околу 25.000 зборови заглавни во секој правец, а тука се и две граматики. Нашиот трет коавтор е доцент Владимир Шпјанка, бивш прв полски лектор во Скопје, а сега доцент на Универзитетот во Виена, македонист. Кои се вашите обврски во Варшава, во Полска? Сето тоа време што престојувам во Македонија, јас ги исполнувам и сите работни обврски наспрема мојот институт во Полска, тоест јас живеам во Варшава, меѓутоа централата на институтот мој е во Краков. Таква е нашата организација. Значи, јас си го исполнувам полниот пенсум, а тој пенсум е комплетно врзан со Балканот, со Македонија. Моите теми во институтот се полско-македонска јазична конфронтација. Освен тоа, јас навреме бев консултант на големиот полско-српско-хрватски речник што го подготви Српската академија на науките. Па сега внесовме во планот на нашиот институт реванш речник, српско-хрватско-полски. Работам и врз тој речник. И најпосле спаѓам во колектив кој работи врз општословенски лингвистички атлас, а во тој атлас со години соработувам со југословенската, а не со полската комисија. Така се случи тука со колегите, некако повеќе ме врзува. Така што практично имам можност сите мои обврски спрема институтот во Полска да ги извршувам во Скопје. Одлично зборувате сега македонски. Кои беа вашите тешкоти во совладувањето на македонскиот јазик? Дали тоа беше тешко за вас?
Pa jazikot od prvi od moment me fascinira so svoja ta balkanska struktura, što go razlikuva od drugite slovenski. Ovde svesno mislim od svite drugi, videjki iako je i bugarski balkanski jazik, ama so godini svesno bil oddalečuvan od toj balkanski tip, barem standardni od jazik, dodeka makedonski od si ostana tuka. Jas učejki razni slovenski jazici rešiv, deka za mene pogolema prepreka predstavuva artikulacionata baza, odošto gramatičkata struktura. Da kažeme, mnogo potežok mi je slovenečki ili lužički, odošto makedonski, kade što ta prepreka je od gramatički karakter. Inaku makedonski je po svoja ta struktura blizok, na primjer, so anglijski, što go znaje, taka što i tuka imaše nekoja pomoć. Dolgo učev, mislim, dolgo gi kumulirav znajenjata i se plašev da prozboram. Moji te makedonski kolegi, učitelji i koneski i videoeski go znaat polski od jazik, zboruvat polski. Pa i to beše jedna prepreka, mislim, ja se odnesuvav oportunistički i se onih zboruvav polski. Do momentot, koga verovatno ti rešile deka već je dosta sobrav i mi dale potik da prozboram makedonski, da kažem nešto makedonski, pa taka počne. Kога se случи тоа, дали можете да се присетите на тој миг? Pa ne bi znajela da vi kažem datum, ama go pamtam dobro mehanizmot. Imeno ja si porano probav po nešto da kažem makedonski i sekogaš moji te kolegi mi sugerirale po dobro da go kažem polski. I potom najposle dojde moment koga nešto prilično komplikuvano im kažuva v polski i mi rekao ja kaži go makedonski. Pa se osmeliv, prozboriv i potom već je trgna. Традицијата на македонската лингвистика во однос на другите словенски јазици може да се каже дека по години е многу мала. Во што се нејзините предности, ако можам така да кажам? Дали воопшто има некои предности во сето тоа, по ваше Мислам мислење? дека има дури големи предности под услов дека има луѓе што знаат да ги искористат. За македонската литература често се зборува дека има забрзан развој, дека бргу ги поминува одделни периоди. Нешто слично би можело да се каже за лингвистичката теорија. Поради тоа дека обработката на македонскиот стандарден јазик, а и на македонските дијалекти од страна на македонците, тргнала релативно подоцна во однос на другите словенски јазици и дека се нашле луѓе, како што е Блаже Конески, како што е Божидар Видоевски, начитани, образувани, кои знаеле што да одберат, македонската граматика на Конески или македонските диалектолошки работи на Видоевски денеска се на завиден ниво во споредба со другите словенски центри. И мислам дека тука е големата предност. Секако тука треба уште многу работи фактографски да се доработат, Да се дополнат, меѓутоа да. почетокот бил многу добар и тоа се гледа во наставата. Некои работи што, например, во полската лингвистичка традиција ни тежат и што треба денеска во високите школи да ги надвладуваме, и тоа не само кај студентите. Студентите учат тоа што ние ги учиме, Да. ама кај професорите кои што се навикнати на старо, тој проблем овде е намален, бидејќи се тргнува веднаш од нешто што е помодерно и подобро. Во тоа е, по ваше мислење, предноста? Мислам дека е тоа голема предност. Голема предност. Значи, традиција е многу убава работа, ама обтоварување со лоша традиција е многу тешка работа понекогаш во науката.
pedagog na Skopskiot univerzitet Kiril i Metodij. Vi imate svoji studenti. Kako ste zadovoljni? Pa pred se moram da kažem дека тие мали македонски полонисти многу ми се мили. Јас сега ја водам веќе 4-та генерација и морам да се пофалам дека од тие кои веќе завршиле, а тие порано завршуваат кај мене, бидејќи полонистичкиот студиум е под Б, што се вика, втор главен предмет. Значи, тие 3 години учат полски, а 4 години оно што им е основно. Најчесто тоа е македонистика или славистика, русистика, па сум имала и англисти, сум имала и романисти. Значи, меѓу тие што веќе завршиле воопшто, што дипломирале, има неколкумина што продолжуваат со научната работа и тоа е практично на еден професор најмило. Оние универзитетските курсеви се во некоја смисла рутина, ама кога ќе ти дојде дипломиран студент со молба, професорка, јас би сакал или би сакала натаму некоја темичка и нешто да работам, тоа е вистинско задоволство. А јас такви млади околу себе веќе имам неколкумина и резултатите се многу добри. Неколкумина веќе и се вработени како млади асистенти, како научни работници. И што многу ме радува, мислам дека јас во некоја смисла ја извршив мојата мисија на Скопскиот универзитет, имено помогнав во создавање полонистички кадар за во иднина.